Ова утро овде во нашето студио имаме гостинка докторка од неуромедика, оториноларинголог, а тоа е примариус доктор Лидија Дубровска-Милетич. Добро утро, докторке. Добро утро. Добро ни дојдовте. Благодарам за поканата. Темата е тонзиларен проблем кај децата. Вака звучи можеби компликувано, но за да поедноставиме станува збор за проблем со крајниците кај децата. Така тонзили се всушност народот познати како крајници. Зошто ја одбравте токму оваа тема? Па актуелноста на тонзиларниот проблем била секогаш присутна и сега е актуелен тој проблем и секогаш и ќе биде актуелен. И заради тоа ме наведе вајда да зборувам на оваа тема, со тоа што популацијата на ова заболување е опфатено од најмалата, за жал, кај најмалата возраст, кај деца од 2 до 3 години, и до не ги прескокнува дури ни возрастните. Патологијата е многу фреквентна. Мислам, заболувањата на палатиналните и на ситнеонастаните тонзили е доста фреквентна, така да амбулантите на педиатрите и нашите оториноларинголошки секогаш се полни со деца, воглавно деца, за жал велам. Тоа се деца од градинка, значи од предшколска возраст, школските деца, па велам и за возрастните, но би се задржала на децата, бидејќи кај нив е многу по-често тоа. Темата е добра затоа што мислам дека ќе допре до слушателите, до гледачите, до родителите пред се, кои што го имаат овој проблем со децата и кои што можеби вака некако доближено во една ваква дискусија би можеле полесно да се определат дали детето ќе оди со конзервативна терапија, дали ќе оди хируршки, што секако дека потешко го прифаќаат, меѓутоа ако тоа мора да се направи, треба и тоа да го сторат. Што се крајниците? Што представуваат тие? Па крајниците представуваат тоа лимфатично ткиво кое што уствари има една заштита за самиот организам. Тоа е еден сплет на лимфни јазли кои што не се само палатиналните или непчаните, тука доаѓа во предвид и фарингеалната тонзила, или тоа е третиот крајник, или аденоидната вегетација. Потоа тука доаѓа во обзир и лингвалната тонзила и латералните фарингеални тонзили, кои што тој сплет на Валдеров прстен има пред се заштита на аерореспираторниот трак. Значи првите атаки што доаѓаат преку носот и устата, овој Валдеров прстен представува една силна бариера. Затоа они се изложени на постојани контакти со вируси, со бактерии и затоа тие инфекции настануваат доста често, кај децата повеќе, бидејќи тој имунитет кај нив уште не е доволно развит. Да ги нарекуваат, вие докторите ги нарекувате бедем, крајниците, прва одбрамбена линија на нашиот организам, но од друга страна, тие се и влезна врата порта за сите возможни инфекции. За сите возможни инфекции, точно така. Што значи здравите крајници го штитат организмот, но болните се представуваат опасност за него, така? Здравите крајници, да, они се една бариера, една заштита, меѓутоа болниот крајник кој што прави проблеми генерално, не само на крајниците, во секој случај треба да се лекува и да се оди до таму ако треба и хируршки да се интервенира. Најчестите заболувања кај крајниците се на палатиналните тонзили или непчани, како што се познати, да речеме, во народот. Тоа се ангини кои што може да бидат во различен степен дадени. Као најлесна, да речеме, е ова суперфицијалната ангина или катаралната ангина, која што е со вирусна етиологија, што значи дека тука не одиме со антибиотици, одиме повеќе со лекување со течности, со витамини, како за секоја една вироза. Болките се, да речеме, лесно изразени, гребење на грлото и така натаму. Меѓутоа, ако после 42 часа или 78 дојде до покачување на температурата, зашто ангините знаат да качат температура 39,4, значи високо фебрилни, почнуваат болки во зглобови, почнуваат болки во мускулите, дават една мијалгија, потоа доаѓа до отежното голтање заради таа хипертрофија, таа зголеменост на тонзилата. Тогаш веќе не можеме да зборуваме за земање само на течности, туку одиме кон користење на антибиотска терапија со еден поширок спектар, аналгетика заради да би ја намалиле болката кај пациентот и антипиретици, наравно да се симне таа температура.
Оваа терапија секогаш мора да оди доволно долго, да не биде тоа 2-3 дена да се зима, па после да бидат компликациите поголеми. Што обично? Да го заштедиме детето, да, од антибиотик, меѓутоа 7 до 10 дена е онај минимум што треба да се користи во самата терапија. Некои па тешките ангини доведуваат и до хоспитализација. Така да тоа е едно заболување кое што е доста често во амбулантите и кое што родителите, нели, наравно, ги носат децата на преглед. Се земат и бриз, може да биде земање на бризот е реален пред земањето на антибиотската терапија, за да биде валиден, а може да се земе и после самото лекување, за да се види што е причинителот или дали тоа е веќе завршено заболедување. Најчестите предизвикувачи на овие, на овие палатиналните тонзили на ангините е стрептококната, алфа хемолитичен стрептокок. Тоа не значи дека стафилококот и пневмококот не може да бидат причинители, но ова во прв ред го кажам како најчест предизвикувач. Тоа би било за катаралната ангина, тоа е најпотешкиот тип. И сега, секој пат, кога станува збор за родителите кои ќе дојдат кај нас со децата, наравно, во еден разговор ние секој пат треба да го поставиме прашањето колку пати во годината детето ги има овие проблеми, што е многу важно да го прашат и да ви одговори. Ако тие се повторуват, да речеме 3, 4 до 5 пати во годината, и ако детето постојано ги има овие проблеми за кои што зборува и постојано е под таа антибиотска терапија, секогаш треба да кажете да размислуваат за нешто повеќе, што тешко го прифаќаат. Меѓутоа, ако ми објасните дека тие ангини може да бидат предизвикувачи и на други генерално ова заболување, како што е гломерулонефритот, реуматоидниот артрит, може да бидат фокус за алопеција кај децата, тогаш ми се чини дека на некој начин може и да се решат за ова интервенција. Тоа е така наречената тонзилектомија. Тоа е отстранување само на палатиналните тонзили. Меѓутоа, кај децата обично таа хипертрофија на тонзилите оди заедно со хипертрофија на третиот крајник, или тоа е она познат фамозниот трет крајник, или тоа е таа аденоидна вегетација, која кај малите деца, за жал, прави уште поголеми проблеми во однос на исхраната, а уште повеќе во однос на респирацијата. Доктор, ќе се задржиме, вие ми рековте во разговорот кога се подготвувавме дека најголем акцент сакате да ставите токму на тој хируршки зафат, хируршка интервенција кај третиот крајник, но морам да ве потпрашам нешто, како ние како лаиците се направи, подготвувајќи се за емисијата, прочитав нешто што не знаев и си направив мини анкета, никој не знае. Сите што ги прашав колку крајници имаме, сите ми одговорија 3. Ние така знаеме дека третиот е всушност последниот. Колку всушност крајници имаме ние? Ние имаме 5 крајник. Значи го имаме двата палатинални, го имаме овој фарингелниот или третиот крајник, или тоа е таа аденоидна вегетација, лингвална тонзила постои и постојат латерални фарингелни тонзили. И тие сите заедно го чинат тој Валдиеров прстен. Тоа е таа прва аерореспираторна бариера која не штити. Не штити додека се наравно здрави. Но ови проблеми што се јавуваат најмногу кај кој крајник? Токму кај третиот? Ангините, она која што е релативно честа фреквенција на заболување кај децата, па и кај возрастните, станува збор за палатиналните тонзили или непчани што ги викаме. А вегетацијата или третиот крајник е веќе проблем на помалите деца, бидејќи тој е сместен во еден простор епифаринг, значи точно зад носот, притискајќи ги со својата хипертрофија латералните, односно еустахиевите туби, затоа кај овие деца често се јавува проблем на воспаление на ушите, отити, кои што се препратени со некоја субфебрилна температура, со исто назначено силно плачење заради јаката болка. Кај овие деца, каде што тој крајник е голем, хипертрофиран, дава големи проблеми во однос на спиењето. Тоа се деца кои што за време на спиењето имат немирен сон, вознемирени се, едноставно затоа што чувствуваат глад за воздух, спијат со отворена уста, родителите ќе ти кажат му ставам 2-3 перници за да може да диша, бидејќи во тоа дишење нема еден континуитет, значи има еден
како да кажам, прави детето слип апнеа, значи има едни паузи во таа респирација, што апсолутно смета во однос на оксигенацијата и во однос на сатурацијата на детето, што во секој случај не е добро и за самиот раст и за целиот организам. Да, сега да го преведам јас тоа на наш јазик, значи без континуиран сон, всушност не се храни ни мозокот, што значи не може ни правилно да се развива мозочето на детето, точно така. И кај ваквите родители кои што сепак во еден разговор ќе ги прашате колку тоа често се повторува, наравно, им предлагаме да се направи хируршка интервенција со тоа што палатиналните ги оставаме на страна доколку детето немало ангини, а овој проблем го решаваме со аденидектомија, значи отстранување само на третиот крајник. Тоа се деца кои што имаат типична физиономија, ги викаме аденидна фаца, значи што од врата кога ќе влезат ги препознаваме зашто држат устичката отворена, едноставно затоа што си барат помош за воздух. Овие деца често пати имаат проблеми со забалото, бидејќи тој трет крајник, доколку е хипертрофирана, зборуваме за таков, прави избуткување на горната вилица, значи прави една протрузија и децата одат кај стоматолог, се прават тие мобилни протези, но голем број од стоматолозите пред да ги направат протезите ги праќаат кај нас доколку устанува дека третиот крајник бил причина за таквата протрузија на забалото, да се отстрани истиот, а после тоа да се направи протезата, која што тогаш би имала секако подобар ефект. Влијаат и со самото тоа и врз промените на ликот, на лицето, така. Целата конфигурација сега, на лицето. доктор, кажете ми како реагираат обично родителите првиот пат кога ќе им го споменете зборот операција? Па добро, некој пат кога доаѓаат, да речам, полуспремни и го прифаќаат тоа, меѓутоа самите проблеми, тежината на проблемот, најверојатно со едно добро објаснување од страна на лекарот, ја прифаќаат интервенцијата со тоа што треба да им објасни дека предоперативно се прават исследувања кои што ќе ни дозволат или не да извршиме таа интервенција. Значи се прави една лабораторија, се гледат оние параметри што нас не треба. Во нейромедика што ги имате постапките, така? Да. Лабораториски исследувања на леукоцити, хемостазата е многу битна за овие интервенции, време на крварење, време на коагулација, бидејќи со ова е релативно високо васкуларизирано поглед, така да тоа е една крвава метода која што интраоперативно се решава, меѓутоа сите тие параметри треба да не бидат во рамките на нормалата, за да можеме да кажеме дека ова дете може да се оперира. Потоа можеме да земеме бриз од грло и нос, за да видиме да не е присутно на некоја бактерија. И ако родителот даде податок дека има некоја алергија, се прават алерготестови на анестетиците што се користат во интервенцијата, за да не би дошло до некоја компликација. Сега, порано, зборувам пред 20 на години, тие интервенции се правеле со етер рауш, кој што е метода многу одавна напуштена, а сега веќе тоа се изведува во ендотрахеална, која што е безболна метода, која што е усавршена веќе, така да. Веќе она рутинска што се вели, да. Со добар анестезиолог, мислам, со екипа која што го работи тоа, нема да има никаков проблем. Сега, како и секој интервенција, ова може да има компликации во смисол на рани и касни крварења, но сите тие се збринуваат во хоспитални услови после тоа. Каков е постоперативниот третман период? Па, секој пат даваме антибиотик затоа што имунитетот постоперативно нели паѓа. Така да детето го заштитуваме со антибиотик и тоа е некоја хигиено-диететска мерка дома кога си оди, па и во болница кога е, се зема течна, полутечна и кашаста храна. Тоа траат прилike 7 дена и после веќе преоѓа на она нормална исхрана како што е. Ние постојано слушаме за операција на третиот крајник, но некогаш докторите одлучувале дали ќе се оперира само третиот или пак 3. Од што зависи тоа? Тоа зависи од проблемите што ги имало детето во текот на неговото растење. Доколку правило ангини, како што реков, 4-5 од годината, тогаш апсолутна индикација е тонзилектомија. Меѓутоа, зголемени палатинални тонзили многу често оди паралелно со зголема вегетација, односно зголемен трет крајник, така да најчесто велам, ако имало и ангини, и ако има респираторни проблеми во смисол на
хипертрофиран трет крајник, тогаш одиме на тонзилоаденоидектомија, значи отстранување и на палатиналните и на вегетацијата, односно фарингелната тонзила. Доколку ангини детето нема, доколку тие тонзили палатинални му се здрави на некој начин, независно што се можда големи, али не прават механичка обструкција, тогаш велиме дека е доволно да се направи само аденоидектомија. И сега индикацијата е прво таа механичка обструкција ако имат големи крајници, се прави тонзилектомија или аденоидектомија, ако имат чести ангини и ако постојат или се јавуваат рецидивантни, така наречени перитонзиларни абцеси, што за среќа кај децата се многу поретки, кај возрастните нешто повеќе. Тоа би било во однос на индикациите и за тонзилектомија, за тонзилоаденоидектомија и за само аденоидектомија. До која возраст ги се прават овие операции? Овие операции можат многу рано да се јават. За жал, кај децата од 3 годишна возраст веќе се појавуваат вакви проблеми, поготоа проблеми со третиот крајник. Така да интервенциите може да се изведат на дете од 3 години, 4-5 или предшколски. Се врши и кај возрастни, така? И кај возрастни се врши. Секако, само што велам, фреквенцијата на заболување кај децата е многу поголема. Ако и возрастните се вадат палатиналните, бидејќи третиот крајник атрофира некаде во пубертетот. Значи, возрастните ние немаме проблем со третиот крајник. Потешкоти во дишење кај возрастни би биле од други причини, девијација на септум, полипи и така дали. Меѓутоа, палатиналните тонзили исто така може да бидат болни и кај возрастните. Тогаш се прави само селективно, односно тонзилектомија. Предпоставувам дека често прашање што ви го поставуваат родителите со оглед на тоа што нели рековме, тоа е бедем. Прва одбранбена линија на нашиот организам. Што се случува сега со организмот кога ќе го отстраниме тој бедем? Па видите, тој бедем кога ќе се отстранува и оно сето што му сметало на детето. Ако тие биле болни крајници, тие немале некоја заштитна улога. Значи, повеќе му штетеле на детето, отколку што биле корисни. Така да ние секој пат се трудиме да ги задржиме, да речем, подолго, меѓутоа, ако овие проблеми се таложат и ако тој број на ангини и на респираторни проблеми има детето, апсолутно индикација е тонзилектомија. Иако родителите го сега потешко го прифаќаат, но прифаќаат ако тоа убаво се објасни. Докторке, многу ви благодарам на ова ваше гостување. За самиот крај, претпоставам секогаш е добро и гледачите да слушнат ваши совети, препораки. Јас се надевам дека ова ќе допре до нив и да барат сега, они самите се решаваат сигурно што ќе направат, но секој пат во консултација со педијатар, со оториноларинголог. Да не изигруваме сами дома, да, доктор. Да, не биде тоа. Ви благодарам. Многу благодарам.